Секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток, 20 часот на Радио Лидер. Добро вечер, почитувани слушатели. Ден четврток, 16 февруари, 20 часот, вие се наоѓате на вистинската фреквенција на добро познатото урбано Радио Лидер. Време е за скопска урбана приказка, емисија која оди секој четврток во овој термин, заедно со мене, Стефан Кирков, и техничката реализација која стои зад камерите во Радио Лидер. Најпрвин сакам да ве поздравам тука од целокупната екипа во радио. Ви спремаме една интересна 60-минутна програма и се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Поздрав до сите оние кои не слушаат од нивните автомобили кои се низ овој во наводници урбан град, затоа што знаеме дека низ Скопје е овцен оној хаос во сообраќајот, друго ништо не се случува. Поздрав и до сите оние кои не следат на социјалната мрежа Facebook преку стримот на Радио Лидер. Како што кажав, ова е трета емисија, ги сумиравме впечатоците од претходните две и морам да ви се заблагодарам за низата позитивни па и негативни критики кои не ги упативте на преку пораки на социјалните мрежи. Она што можеме да го издвоиме и да го сумираме како впечатоци од првите две емисии, каде што разговаравме во првата емисија со човек од културата, со хип-хоп артистот Тонио Сан, дефиниравме дека културата во Скопје доживува мрак, дека Скопје е темен град и дека во брзо време не се очекува некој подобрување доколку нема некои промени. Во втората пак емисија не беше 20 годишен репрезентативец на македонската ракометна репрезентација, добро познатиот Борко Ристовски, со кој дискутиравме за спортот во Скопје и во Македонија и констатиравме дека спортот да доживува надолна линија. Значи спортот буквално се губи. Одиме во еден негативен правец и заклучувавме, дебатиравме дека неопходни се промени на тоа поле, се поставува за жал кадри кои не се соодветни за своите позиции и тоа придонесува да многу млади спортисти својата кариера бараат надвор од нашите граници, место да се вложуваат во нашите клубски репрезентативни преварувања. За денеска со моето обкружување, барем во моето обкружување со кој јас се движам, како да го представиме Скопје во момент. Една темна приказна, раскопани булевари, кучиња скитници, монструми што ги убиваат кучињата на улици, темни булевари. Скопје е град во кој што владее криминал, во кој што работат само навечер казина и аптеки, само тие светат, само тие функционираат. За жал, урбаниот и ноќниот живот некако во ова наше драго Скопје, или како што умее нашата сегашна градоначалничка Даниела Арсовска да каже, модерен град, се ама не е модерен, градоначалнички градов полека не умира и ние сме тука во Скопје урбана приказна да јавно и без цензура го говориме тоа, критикуваме што е за критикување и ќе пофалиме тоа што навистина треба да се пофали. За вечерашнава емисија одбрав еден гостин, го најавивме на социјалните мрежи, гостин кој ќе предизвика големо внимание и мене ми е особена чест и задоволство да го најавам и ќе употребам неколку реченици за да ви го представам. Човек кој за некој велат дека е контроверзен, човек кој според мене човек кој ги сака животните, ги сака и луѓето. Оној човек кој не ги сака животните, не сака ни луѓе. Овој човек неколку пати докаже и покажа дека навистина сака животни, по професија и ветеринар. Учествувал во безброј спасувачки мисии за бездомни животни и бил поборник за животните кои се измачували, поготово во Скопската хорор зоолошка градина која беше некогаш. Човек кој можем да кажеме прв кој ги воведе стандардите во шоу бизнисот во Македонија и стално е искрен и без перде на јазик секогаш на сите негови настапи, интервјуа, така да прв започна со оние интервјуа со контроверзни прашања и ги соголе и политичарите, и пеачите, и пеачките во обид, и спонзорушите, и сите останати кои нешто се пробуваат да направат нова наша јавна сцена. Мене ми представува особена чест и задоволство да го представам вечерашниот гостин со име добро познато Зоран Василевски, Зоки Фаци.
Зоки, чест ми е, задоволство ми е што те имам денес во урбана приказка. Хвала ти, само знаеш што се чудам сега те слушам кога ме најави, зашто ми го залепија тој епитет контроверзен. Јас само бев искрен во мојата кариера, искрен во се што работев. И што е контроверзно? Не сакам да ми е смешен тој збор, интересен ми е и ми е чест што го носам. Да, човек кој не те познам добре 10 години, се запознавме случајно на една спасувачка мисија за пак беше поврзана за животни, мојата пасија и твојата. Мене во неколку настапи кога сум те гледал си ме иретирал како човек и морам да бидам искрен да го кажам. Сега додека не те запознав. Да, тоа го вика сите што не ме познаваат. Да, но од кога те запознав и не само јас, макар мало е Скопје, си да се знаеме помеѓу себе колку нели да изгледаме нека големо. Така. Велот човек додека не го запознаеш, не го судувај. Не му суди, да. Нашиве скопски урбани фаци во наводници осудуваат пред да запознаат некој. Па добро ли сега, тоа е животот. Не е само дека сум ја прашање. По принцип убаво кажа, не осудувај некого што не го познаш. Ми е слушна најавата, претпоставам. Да. Целта на оваа емисија да бидеме гласни без цензура како во некој медиум и да ти спомна градоначалничкава Данела, ја не ја познам жената, никогато живот не сум ни ја видел, па немам никоја потреба да ја запознам. Мразам политика, мразам политичари, ама заедно и се љутам што го смени Георги Галатановски од директор на Зоолошка, затоа што ова е моје мислење, мој став, секој како што кажа што бил гласен, затоа што човекот направи револуција. Во времето кога јас работев во Вест, имав сменето 3-4 директори со докази, со насlovne страни, со фотографии и некако се обидував на јавноста, па и на светот да му кажам дека нашата зоолошка е зоолошка од пеколот, така да моите текстови отидоа многу далеку. Во светски медиуми тогаш не постоеше ни Facebook, ни YouTube, ништо не постоеше. Ама некој ме забележа тоа што го пишува во Вест, дневниот вестник, најтиражна во Македонија. И таму имав едно 5, 6, 7, 8 насlovни страници посветени на скопската зоолошка. Така да овде секој ден им дишев на сите тие вработени во врат, на директорите некоја да ме видат, пошто ги пакеше паника, ама јас со едно обично мало апаратче, сликав, постирав, односно објавував на Вест и така успеав да сменам директор. Това во едно предходно интервју кај јутуберот Стефан Мазаров, кој ќе го поздравиме во моментов. Да, баш гледав дека и секоја чест не го знаев тој податок дека си сменил 3 директори, но дај Боже да има уште повеќе како тебе. Ќе те чепнам повеќе за зоолошката градина. Сега сакам за најпрво во емисијава, дека сепак е нели Скопје урбана приказка. Ти си урбан лик, мислам дека во Скопје. Јас сум роден во Мажармало. Так, тоа сега да те прашам. На Скопје. Кај мојата куќа сега има некоја зграда, има кафеч, тоа ред кафе, како се вика, не да му направиме реклама. Тука живеам, тука бев роден и учев во средно училиште Баки Младеновци, баш карше мене беше. Така да Скопје си го сакам како моје. Ама дојде едно време кога сватив дека не го препознавам повеќе. И кога сватив дека не го препознавам, се исели во Катланово. Таму имам куќа, татко ми е од таму живеам преку лето. Сигурно најден бирото, тоа се тегалама и гужва метеш кој... Да, од овие прости луѓе што го газат Скопје, од луѓе што не ги познаваш на улица, кога јас бев дете тинеџер, кога излегував, кога студирав, се знаевме сите меѓу себе. Кој каде излегува, кој има кафич омилен, кај ќе најдеш рокери, рапери, не знам, даркери, не знам, панкери во парк. Ништо тоа денеска нема, освен селјаци. Тоа беше моето следно прашање, знам дека го познава Скопје, буквално знам дека се прошол ни секоја населба и со другарување и со дружби. Како беше Скопје некогаш, како е сега според тебе? Па знаеш ако порано тоа ме е интересно што сме се враќале со автобуси од град. Ја тогаш точно определен период имавме така, у 12 имаш 15 последни, па ќе те караат дома ако каснеш и се чувствував многу слободно. Сега со кола се возам од работа до дома, пошто не искачам навечер многу одамна. Ако не морам, некој ивент или такви работи, ми е страв да поминам. Затоа што пример, со текот на мојата кариера станувам јавна личност, па секој може да те сликне, па да ти дофрли, па не знам вака, а тогаш се осеќав многу слободно. Скопје тогаш дишеше. Дали ќе се согласиш со мене дека тогаш, еве, ние сме генерацијски тука некаде и блиску,
Тоа ги прашав и претходните 20 гости, може ќе се повторам со прашањето, но целта на оваа емисија кој што напоменаве баш и за тоа. Да. Порано имаше почит. Скопјаните помеѓу себе некако дружевме. Искачавме на определени култни места. Се почитувавме еден со друг. Сега некако како да јас имам, значи мој впечаток е ова личен став, не мора да се согласи со мене дека можеби се изгубија човечните вредности. Секој гледа ти на пакости, да ти пушти муабет. Не беше така Скопје порано или јас живеев во друго време? Мислам дека може би било, ама денеска е кулминација на све. Ја мислам дека мој став е дека паметните луѓе се иселија од Македонија. Не само од Скопје за жал се празни. Се иселија од Македонија. Квалитетните кадри Така си е. го бараат Ја познавам едно решението. 15-20 квалитетни луѓе што се иселија од Македонија и знаеш што викаат? Никад нема да се вратиме дома. А тоа е жално. Тоа е жално, Тоа е да што плачеш. оваа држава не ги искористи тие да кажем луѓе со висока кариера, образовни експерти во некој област. Место. Тоа е дефиниција за македончето, односно скопјанчето, на погрешно место погрешни луѓе. Доживува ли Скопје мрак во секој сегмент според тебе? Да. Јас И ти на кажам, културен план, и на спортски план. Да, порано например во времето на Ајден кога правев моите емисии бев активен во Скопје, редовно сакал некил нели одиш на настани, сега не знаеш кај да отидеш. Например, јас одамна не искачам. Ние сме единствен град што нема дискотека. Има некои 2-3 ефтини такви и тоа Дупки ги викам јас. Немаме град кај што немаме јавна куќа. Немаме град кај што немаме стриптиз бар. Значи јас сум бил тој среклија, пошто со мојава професија сум искочил надвор од Македонија. Сум бил во Америка, Дубај, вамо таму, сум видел, значи муслиманска земја како што и Турција, имаш стриптиз бар, имаш геј барови, имаш дискотеки еден куп, ние немаме ништо. Ке ти кажам еден пример. Во Микаса, горе на Кале, кај што работам сега маркетинг, доаѓаат странци од цел свет. Имаме нели хотел со 15 соби и мене ми е срам да им кажам на луѓето дека ние немаме ноќен клуб. Посекуваат Освен некај да ги казина, прошеташ и ти немаш каде да ги прошеташ. Немаш што да видат. Да, а ние како Микаса, што се наоѓаме горе на Кале, сме и центарот на Скопје, кај што странците баш кај што ја бендисуваат архитектурата и ми е тука близко чаршија, близко им е центарот, Мајка Тереза. Значи ние сме вработените во Микаса единствени во со нивниот прв печаток за да запознаат македонец, така? Така. И сега те викаат, кај да одиме у центар? Мајка Тереза, Александар де Грейт, Матка, Кале. А ноќе нема. Ноќе нема кај да ги носиш, само светот кој што каже во градата казина и аптеки. Кога ќе прашаат стриптиз бар, јас само се смеам, викам, ние во Македонија до сега имаме единствена стриптизета, тоа е Црна мачка. Една единствена? Една единствена, што треба кога ќе подостаре да направиме споменик на площад. Срамота е и тоа, 21 век. Немаш кај да излезеш. И место да одиме ние во казина, да ги следиме оние да кажем трендови во метрополите кои што се развиваат, ние мислам дека со секој избори и со секој нови луѓе дојдовме пред 2 години гласавме за модерно Скопје. Така Што се случи модерно? 2 години имаме нова градоначалничка. Македонија ништо модерно немаме ни мода. Значи имаме дизајнери кои ја облакаат една Карлеуша, а не работат во Македонија. Нема никого да облечат. Значи тоа ти е еден круг. Дизајнерот е Jay-Z, морам да го поволам, дечкото е млад, амбициозен, ја облака Карлеуша. И она јавно го кажува во Србија, браво, дечко македонче, а тука плюкаат камења и дрва по него, е тоа ти типичен пример. Така, каде маци те вратам во оние убави години, во детството, во тинеџерските години, каде искачаше Зуки Василевски, на кои култни места во Скопје се, онака кога ќе се сетиш, каде си шетал, кои места највеќе те влечеле? Ти кажам, ке се згазиш од смење, јас мојот животен пат, кога наполнев 15 години, почнав да излегувам, средошколец, се запишав во ветеринарното училиште во Драчево, појма немав кај Драчево, љубовта кон животите ме однесе таму, ме реков на татко ми морам таму да учам, па не знам што да е. И сега јако, нели, скопско дете од Маџар мало, требаше да учам во таа гимназија, во Јосип Броз, во Никола Карев. Ти го одбраш Драчево? Јас го одбрав Драчево. Значи, секој што бил шлакнат во моите идеи, и посебен, и свој. Така да ми беше и имиджот таков. Се облакав во едно време како Guns N' Roses, Axl Rose. Се облакав после како танчерите на Мадона, па се облакав како даркер, па се облакав како панкер, па се облакав се само не нормално.
И сега, си го барав моето место по сонцето во Скопје, па искачав во мейкап. Таму искача кремовци, па костата е залижува, па соблакав во скинате фамерки, Док Мартинс, Монтки, да времето беа Да, Монт 77, Леви Спейс да. Токец. И искачав во Black Market, кафичот, во Папилон, во Маната дискотеката. Да, манете доле. Да, доле, после тоа искачав во, ти кажав, мейкап, во Кристијан, на времето беше многу популарен, Инсомнија, такви некои кафичи, што денеска не постојат, ама точно се знаеше кого барам, таму ќе го најдам. Значи, сите знаевме кој кај искачав, во смисла, во дружба мажи и жени, се собиравме во групи и знаевме да денеска ќе идеме у мейкап и таму ќе видиме Најца Георгиева, нашата најголема Се манекенка. знаеше, например, вторник свирка има во Маракана, Така тој е, бенд. Маракана точно. одамна више, според Да. мене е згаснате, не е толку модерна за жал. Имаше кај да слушаш рок, кај да слушаш фолк, кај одиш во кафана, а сега за жал младите генерации одат само во кафана и толку. И тие кафани што се слушаат некои си турбо Шаба Шоин. Шаулич и тоа е тоа. И изумрува повеќе она култно Скопје како што се ние си го паметиме некогаш. Види, денески- Паркот беше полн со млади луѓе. Сме седеле во парка, на сите гости им го кажувам Така тоа да е. се сетат, да ги посетат Точно. малку. Од една страна имало рапери, од друга Така страна е. имало панкери, Да, скинери. да. Да, и Имаше скинери. некоја дружба, и Скопје не помеѓу себе другарува, градот имаше жар. Апсолутно. Беше жив. Така е. Сега прошите низ парк, те видите страв дека некој мањак од некоја грмушка ќе исклучеве. Денеска читав еден податок дека во општина Карпош има 70 напади на жена и 70 кражби Па ова Македонија. за еден месец. Така. И во што прераснува Скопје? Значи идеме само надоле, никако Така. да можеме да гледаш ли Немаме света културни точка? настани. Ние сме единствена земја која има фешн вик зацкриен. Во некои таму кулуари немаме јавен фешн вик. Па како да ти објаснам, немаме концерти, немаме пеачиве, освен во тезги, не прават ништо друго. И сакам да кажам, за жал така пропаѓаме и немаш ни ти каде се дотараш. Јас имам дома, пример, гардероба што така ми стои, Немаш немам каде каде да ја облечеш, облечам. каде да искочиш, Ако да. искочиш на улица, каде направат шлакнат. Бе, 21 век. замислите ве ти доаѓа баш тоа исто Борко Ристевски кажуваше дека му беше дојден пријател од Исланд и вели јас освен во кафана, јас нема навечер немаш на каде да пиво го каде да го однесам. Ја не памтам некој да ми кажал бев на балет, бев на некоја театарска представа, бев у кино. Тоа не Забрали ли памтам. ти ивенти? Ти си човек кој секогаш во оној, можем да кажем, со оно jet set, секогаш присуствувавте на оние ивенти кои ги имаше Да, порано во Скопје. така е. Отварање на разни дискотеки, Така е. отварање на разни кафичи. Види, камерите на Ајден беа чудо. Значи, ние сега кај што ќе се појавивме, тоа значеше дека луѓето ќе бидат видени телевизиски, па се дотерува, па им значеше како изгледаат, па ќе те види баба, ти чичко, ти тетка, ти другарките, разбираш? И ние дававме еден стандард. Значи, се појавува камерата на Ајден, сите се скоцкани, топ изгледаат. Значи, Се отвара локали зоки. Имаше да, се народов отвара, каде да шета. да. Секој Се отварање без Ајден не биваш. Без Ајден, ако црвен не чека тепих. нас да исечат црвена лента. До толку беше Ајден мокна, како медиум. Да, се сагам со тоа, но зборот ми беше се отвараа места. Значи се Скопје отвара. имаше буквално каде да искочи за сите вкусови. Точно. Јас сега денеска не искачам, немам кај да Сега искачам. некако е мрак. Еве кога ти последен пат да кажеме, се поканет на некој отварање, дали било ја не памтам од еден ТВ понавака да се отвори телевизија, каде што така грандиозно ќе има отварање со црвен тепих, Дори па да тоа го присуствува. направи Бојан одлично нашето отварање и роденденот на еден ТВ. Да го земав само Знаеш како пример, што е знаеш, шоу еве бизнес. и кафичи. Така. Тоа ми е следно прашање. Има ли шоу бизнес во Македонија во моментов, мислам поготово со дека- осврт на град Скопје? Не, затоа што мислам дека на стаклени нози се држи уште бекстејдж. Мислам дека оди на Телма, ама тоа не знам колку е гледано. Луѓето што ги работат бекстејдж ги познавам многу одамна и знам дека се мачат со петни жили да направат нешто, ама полека мислам дека шоу бизнесот во Македонија и тека умира. А има И ми- види да Србија што направи. Види ги косовариве, види ги Го бугари. гледав сега МЕК фестивалот во Белград, Да, фантастично. 2 дена на YouTube Така е. бидеше на стрим. Да. И тоа беше нешто грандиозно. Сум бил, И јас така е. си велам кога ние во Скопје не имавме на Скопски фестивал Мајо. и тој го умря. Па ние сме златна бумамара, не знаеме што е ивент. Еве ќе ти кажам пример, сега скоро кога ги хейтав на Инстаграм кај мене, се отвара H&M.
нели овој Да, бутикот. бутик. Па тоа на Инстаграм беше као да одат на Мадона се породила. Само ти Во кажам, недостаток на нешто иновативно, нешто ново. па да, и сега И така го луѓето се желни доживуваат за луѓето, забава, виделе црвен тепик и сито и рогато и Ќораво отиде таму да се слика пред. Си испослика. Боже, тоа е Долче Кабана Армани. Тоа е само еден обичен бренд кој е достапен за сите, за обичните смртници кон нас. Ти Разбираш? мислам дека си еден од првите, не мислам, сум 100% сигурен дека си еден од првите кои го створи шоу бизнисот во Македонија. На тоа дали на некого саке се служи или нема се служи, стално ќе ги има оние хейтери, јас ги Така. повикувам што повеќе да ги има и да не гледаат. Затоа што ние во нашите Види, лепи, сме искрени. тогаш бев и помлад, тогаш имав многу јака енергија, сакав да направам нешто од оваа земја во смисла на шоу бизнес. Моите емисии, ти рачуне 10-15 години ти ностоп се на телевизија. Го правев ексклузив, па фација правев емисијата, ми се гледаше многу. Ми гостува сите пејачи, сите манекенки, сите спортисти, сите политичари, дури и председателот у тоа време. И сакам да кажам, се обидувавме ние како екипа, и јас, кренете Мелика стандарди за на шоу Ракичевиќ, бизнис. Хелена Роза, Лила Филиповска, еден денеска си на телевизија Лила. Се обидувавме и тие млади новинари во тоа време да направиме шоу бизнис, да светот разбере за нас. Затоа што пеачите, нели, манекенки што представуваа Македонија надвор од земјава на тие светски избори, тие представуваа нашата земја. И пеачите исто се амбасадори, на како што беше земјата, да. Есма. Значи не може да забораваме дека Есма Реджепова пееше пред Индира Ганди пеела, пред Тито. Не може Што да забораваме направи дека Зуки овој град за Есма Реджепова? како? Што направи овој град Ништо. за Есма Реджепова? А што направи за големината а што направи за Тоша Проески? Буквално ништо. Дека едно како да го кажам тоа Спомениче кој не личи на Тоша Проески. По тоа одвратно не сум видел. Тоа срамота тој што го ставил таму, треба да се срами до животно. Мислам дека ќе се слушаме, не знам дека беше пријател со Тоша Проески. Величината на Тоша и јас ти памтам на изјава која често пати знам дека по медиуми и по интервјуа кажуваш, велиш Тоша Проески повеќе го сака откако почина. Па да. Ја тоа го тврдам неодговорно. Ни еден градоначалник во Скопје не се сети да на овој наш великан нешто најдобро што според мене што се има случено на Македонија не направи еден достоен споменик каде што ќе може кога ќе не дојде некој од нас да кажеме да, овој беше наш пејач, овој беше Тоша Проески. За разлика од Хрватска и Србија, кај што мислам дека и улици по него се Има и викаат. улица во Хрватска, поготово во Риека, има Види, улица Тоша Проески. Кога почина и после неколку години после тоа, доаѓа во Крушево, се слика овие Да, ма министри. само Крушево. Па, се правеа реклама на негово име. А кога беше Тоша Проески жив, и јас тоа го тврдам и сум го видел, македонците не го сакаат. Да, долги години работеше како новинар, твој дела се, како што каже емисијата Фаци, Да. магазинот Крема. Да. Ќе се сложиш ли со мене или ќе констатираш еве да подебатираме за, сакам да те чепнам, знам дека ги следиш пеачите и пеачките во Македонија и целата афела. Да. Дали мислиш дека 2000-та година, 2000-тите да кажам, македонската музика имаше експанзија, тука беа ќе се сират старите скопјани кои не слушаат едни нокаут, едни магија, Така. TNT, Ребека како го направи првиот спот. Така. Што се случува сега со македонската музика? не се Замрели? Пејте Антона Гиовска е бремена. И тоа Тоа е е најново. и тоа е најновото што го Знаеш првенства како? сите во портали во недостаток на нешто. Да, порталите ми се многу смешни, тоа се мои млади колеги, јас не ги познавам, ама смешно ми се затоа што ќе направат на некој текст и сите го превземаат со различни наслови, дури грешката им е иста. Иста. Запирката е и да исто место. Купи пест. Ама бре, викам луѓе, јас сум се челичал на улица. Се челичав надвор, лето, зимо, дува, ладно, топло, јас со камерата снимам. Јас, Хелена Роза и такви ко нас. И знаеш, и сега ти како сакаш да страда? Кога се слушнал тач, ама не си сигурен, ама ќе го напишеш. Не. Ти бидеш професионално, новинарски. Ке се јавиш фино лепо кај јас спомна Ребека, ке речеш Ребека, дали е точно дека си ти бремена, она ќе ти каже не или да. И ти пишуваш, па истражуваш, па така се прави една звезда, а не се прави на компјутер. Антонија Гиовска еве што направи на Инстаграм. Се слика со стомачета и сега они тука текстови прават сите исти. Сите новинари во Не можеш недостаток така. на нешто ново. А тоа се точно умре ли македонска музика? Каде се пеачеве? Буквално ние знаеме дека има Види, еден тон јас, македонски пеач. Знам дека Македонија има стварно добри вокали и јас знам дека немаат пари.
Тоа ти го тврдам. Затоа што сега скоро беше Карлеуша кај нас, нели, во Скопје и бев на нејзиниот настап. Она не знае да пее, она рика, она е магарица. Ама си зглапна тие тамо колку тамо 30.000 евро од тезга. евра, ај ти оди дај на Елена Ристецка 30.000 евра. Никош нема да ги даеш. Никош нема да се случи. Мислиш дека тоа е причината што многу Или за од Каролина. македонскиве пејачки не творат, не прават нови дела. Да, па зошто да творат? Денеска баш спремајќи се за емисија, чисто случајно вести како вести, умеам да еднаш годинот барем еднашка да слушнам вести. Искочија Министерство за култура ја критикува Ај за дека Светанка Ласкова. освен Светанка Ласкова, на кој е даден грант за да направи концерт, Добро. сите македонски пејачи се одбиени од таков тип на стипендија. Едни ДНК кои прославија 20 години кариера, ја Така е. напунија Борис Трајковски, Да. Next Time, Да. кој ја препородија македонската музика и ги препеја оние песни кои Да. биле некогаш се ги направија во модерн аранжман. Удрија малце на тоа, нели, она картата, next time зборам за она националното, нели? Да, ма, Ние и се фали палиме тоа, за и фали македонизмот. тоа, да. Добро, али Светанка Ласкова е за мене една легенда, се жената, не знам што правила, ја слушав таа вест, сепак е име некое. Се сагам, но дали само Светанка Ласкова треба да биде на тој список, да не се доделат парични средства, грандови за еден офест, да кажеме, Така за е. еден И макфест, тоа држи вода, за да. еден скопски фестивал, Така е. а гледаш дека сега не прejudicирам на никого да не мислам на луѓе, Да. само сум искрен во своите ставови и мислења. Вели, ние ќе дадеме грант од, не знам, таму $1.000.000 за традиционален албански сунет. За сунет. Да. Толку е скапо тоа? Можеби да, многу е скапо. Во наводници секогаш и тоа треба да се запази, можеби, јас не Мислам, можам да. тоа да го прифатам, но да не се даде грант на едни ДНК или на Лозано кој уште екзистира на сценава, се бори, твори, се труди, не е само Лозано, тука се Next Time Сега ДНК. тука што го спомна Лозано, и кога ќе ти биде некојаш гостин во емисија да го прашаш, кој прв му направи интервју за телевизиско, тоа бев јас, и ќе ти кажам една многу интересна информација, он е фантастичен вокал. Ама денеска, дали ти мислиш дека нешто се сменило кај Лозано? Ја ќе ти кажам, ништо не се смени. Да, ја не сум музички образован, да. Ама, Не сум братичко, во шоу бизнеси. спремен да може да горе нас и го слушам и го Мадона се почитувам како качи на небо македонски на артист. 64 години. Видеа, како се викаше Ријана, трудна игра на тоа Суперболот. Кај се нашиве? Кај се? Не ги пратат тие трендови. За жал се слуша оној, како да кажам, аутотюн шајм, можем слободно да кажам така. И ако ти пуштиш радио Станеса, што можеш да слушаш во македонскиот етер. И баш тоа беше причината, викам, чекај, дај ние ќе направиме една емисија, каде што без пердела да Супер, да. испардашиме све, народски кажано, скопски кажано, и можеби некој ќе се свести да, нели, едноставно, види, чекате, стагнираме во секој поред, дајде да почнеме од некаде да променуваме во Скопје Ма види, едно по едно. Музичарите ти кажав, пејачеве не прават ништо ново, зашто немаат прво како да ја платат таа песна. Пример, Дарко Димитров и прави песна на керката на Цеца, така? Да. И не знам колку, кажа, не знам колку пари, сега да не карикирам, кај ќе му најде, пример, Малава или Тамара, предпоставам, Тамара може, Антонија Гиговска толку пари да му плати песна. Нема шанси. Или да инвестира, да. Види така, ја Тоа е знаеш како инвестиција. мислам, И тоа е скапа инвестиција, скапа играчка. знаеш како викам, ние нашето не си го цениме, ја спомнеле на Карлеуша, еве гледав дека грант е доделен за Петар Грашо, а не е доделен пример, еве паднавме мојот за Антонија Гиговска. Сепак е наш македонски артист, Така е, зашто да не го фантастичен поддржиме, вокал, да. така е, млада, перспективна, убава, млада, згодна, да. Зашто амбициозна и трудна. Сакам да кажам и трудна. Сакам да кажам зашто нашето не си го цениме, а секогаш го цениме Затоа што од е нас. тоа така. Нешто, кога бев у Ајден, ми се јавија и дојдоа да ме видат од Пинк. Со нив успеав да направам 3-4 папарацо емисии, да ме обучат, нели? И јас направив папарацо емисија со Каролина, Владо Јаневски и Калиопи. И ме прашуваат да го не продолжиме едиторијалот, и јас викам со кого? Толку, Немаме со тројца, крај. И ме бараа да работам за Пинк. Пусто ја,
Знаеш, како и сите ние, ти се сакаш Македонија, сакаш да работиш тука, сакаш да инвестираш во себе и во Македонија, и не отидов. Се 100 пати се покав што не отидов на Пинк. Затоа што сватив дека таму ме ценат, а тука ме хейтаат и Тука си Зуки контроверзниот. да. И да кажем народно, мислам, радио е, ми еба. Така? Да, како реагира Зуки Фаци на такви коментари? Со тек на години, предпоставам се научил више. Види, хороскопска девица сум многу емотивен и порано доаѓав во дома плачејќи. Ото што знаев дека не е така тоа што се збори на Скопје. Сега зборете што поиш. И се што ќе кажете за мене е плюс во мојот живот. Сум се научил дека тоа е така и јас несвесно или свесно сум станал јавна личност и тоа е. Нема љутиш, нема тужби, нема ништо. Та знаеш како велам, ако се збори за тебе, значи вредиш. Па. А лошо ако не се збори, значи Да. тоа ти стагнираш и не правиш ништо во животот. Знаеш што е интересно? Почнавме сега на Листо Лазаров подкаст. Еве утре ќе не биде петок е гостин, може да го најавам, нели? Да, слободно, Карло слободно. Бос, нашиот прв порно актер, и тоа имаме прво. Браво. Значи стриптизета имаме една црна мачка и имаме порно актер. Ќе ве гледаме дефинитивно. Карло. И сега Стефан ми вика, Зуки, то поминавме, нели, се гледаше YouTube некои нови генерации, они појма немале кои сум, ама слушнале за мене. Знаеш, тоа е за мене комплимент. Ми пишуваат кога ќе ти биде следниот албум. Јас сега Мислам дека си пејач. Ја немам ниту една песна, во живота не знам ни да пеам, сум ко дебил. И после се распрашувале, отварале, гуглале мама, тато дома и кој им кажале кои сум, и сега имам милион пораки за кога ќе биде следниот гостин, кога ќе биде следниот. Значи, едноставно и таа публика што не ме познавала, сега ме познава, а тие старите се ги вратив малце уназад, нели? Со моите искрени одговори, така да се потрудиме со Стефан да направиме ете да вратиме малку дел од тој шоу бизнес и да ги вратам тие луѓе што се повлекоа назачки. Тоа сега следно прашање беше околу телевизијата. Знам дека сте човек кој доста што зборевме, имаш ТВ настапи, ТВ емисии. Знам ли телевизискиот етер во Македонија со шоу бизнес? Што гледаме сега на телевизија? Докажува сега Инстаграмот, Фејсбукот и Јутјубот. Стефан пробува и Кој гледа дечко телевизија? направи. Ја не гледам телевизија. Да, Искрено, Стефан ја не направи гледам. нови стандарди во YouTube, на YouTube сцената секој 6 месеци. Јас сум еден голем фан и тоа е јасно го кажувам. Амбициозно момче, заедно почнавме во еден ТВ, јас го обучив да се представи пред камера, да вежба, го водеше ексклузив на еден ТВ. Така да мислам дека има потенцијал и дај Боже да има и да има такви поише млади луѓе што Што ќе ми коментира за телевизискиве програми во Македонија? Како? Што ќе ми коментира за телевизискиве програми во Што не Македонија? гледам телевизија, ако одам дома, гледам Animal Planet, Discovery и си гледам за Египет. За од македонски телевизија? Не, ништо не. Не си на меморирани на канал. Последните 10 години не. Не. Тоа е само, знаеш како, за жал тоа е показател колку уреднициве, ќе кажам, на македонскиве телевизии пременуваат за старени методи и не тргаат буквално да бидеме нивни фан, да гледаме телевизија. Точно. Што да отворам јас после 5 часот, Ништо, после турски 17 серии, часот, индиски серии, вести, тамо... турски серии Да, и ништо, вести. и реклами. Знаеш што? Зашто пропадна шоу бизнесот во Македонија, сега ти кажам. Ние на сите во сите вестници кои постоја, сега више немаме ни вестници. Телевизии чуда, на насловни страници одеа политичарите. За жал. Најголеми звезди не се политичарите, да. Тоа со Тонио Сан го разговаравме. Сите знае кој е Груевски, кој е Заев, кој е Мендов Тачи, кој е Дуи Муи, тие не ги разбирам. Сам да кажам, а требаше децата да знаат која е Ребека, кој е Тоше Проевски, кој е Каролина, кој е Калиопи. А не имавме наставни со политичари. И тоа не гледам дека има светло во тунелот, барем за сега на телевизиските екрани. Да. Благодарение што се појави YouTube. Кој дете од 5 години ќе ти каже дека постои Заев и дека постои Груевски. Зошто да знае дете од 5 години? Така треба да ги знае Двабона, да го знае Сладкар, треба да знае млади пејачи, а не да знае кои се политичари. Зуки, ќе отвориме уште неколку теми, ќе ти искористиме максимално кога веќе те донесуваме во лидер. Но мораме прво да ги слушнеме рекламите, да ги почитуваме нашите спонзори и се враќаме во студио за кратко. Океј. Ја слушаш оваа порака во твојот автомобил? Да, жалам. Ако се одлучеше да возиш велосипед или пешачиш, ќе се помогнеше да имаш нормален крвен притисок и поздраво срце. Вози редовно велосипед и пешачи за здрав живот и чиста животна средина.
Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrom. facebook.com/TS Aerodrom. студиото на Радио Лидер, најурбаното радио во Скопскиот етер, 107,4. Поздрав до сите кои сте со нас, кои не слушате вечерва. Малце да го трнеме од турските серии кои се на програмата. Малце да ве урбанизираме, ќе кажам слободно така, затоа што гостот му е еден урбан лик кој е стар скопенец на кој разговараме за повеќе теми. Зуки Фаци Василевски си го имам денес како мој гост и многу ми е мило поради тоа. И мене. Зуки, стигнавме
начинавме многу теми. Сега многу пораки кои ми стигаат, ми велат вака, јас сакам да се ги испочитувам моите слушатели. И моите гледачи кои не гледаат на стримот, велат, праши го Зоки што мисли за скупските спонзоруши и старлети. Тоа е изјава што ќе ја кажам уште еднаш, тоа е мој став дека старлетите се фактички добро изрекламирани маркетиншки проститутки. Така? Да. Тоа го тврдам неодговорно, затоа што цел живот се дружам со проститутки и знам. Знаеш, во времето на Јапонија имало нели гејши. Добро. Во времето на, не знам, на Ренесансата во Италија, вамо тамо, ти биле куртизани. Најпознатата куртизана има историјата, ја има на Google, се вика Лукреција Борџија. Куртизана значи проститутка. Сега, во Македонија, во 21 век, односно тој тренд на старлета го измислија србите. Значи, таа старлета треба да биде со коса надгреба до половина. Силиконски гради, тоа е више демоде, сега и нели задници. Гледајќи ја Ники Минаш и она друга, како се викаше старлета, пеачка на, не заборев, Карди Би, да. И се ставаат силиконски задници и се викаат популарно старлети. Сега, секоја старлета нема професија. Значи, ништо не работи, изгледа у неа вложено 10-15 евра, вози скапа кола, живее сама, на висока нога, ништо не работи. А има 21 година. И сега се вика, ја ќе бидам старлета, пошто е многу лошо да кажа дома дека е проститутка. Знаеш? Модерно. Да, сега е модерно. А тато и мама, што не ја прашуваат од кај се палят, тоа е многу небитен момент. Она е старлета. Колку Македонија има такви старлети или нема? Еден куп. Како беше она, ќе испраши во ноќен клуб, ќе се земе една пијачка, врти со цевка, да, нели? И чека да ја плати некој за уште. Да, главно се паре. Има силикони, има направено веќе. Ја познам две старлети, сега да не ги именувам, да ги поздравам само. Кога се во Скопје, а кога немаат спонзор, тогаш јадат една салата со две лажички. Попола? Да. Кога беа во Будва, ги следев цело време, кога беа во Будва се летово, на плажа, или Будва е скапо монденско место, и седат на плажа и пијат кафенце, сликале на масата со водичка. После едно саат време, богат ручек, до нив само се гледа на раката татовирана, се викам дошол некој петал. Разбираш, да, тоа е старлет. Спонзор. Зоки, овака, значи, ајде ќе ги трнеме старлетите малце на страна, мада гима околу гима. Не може да кажем дека во Скопје гима, некако во Скопје и да гима немаат кај да скачат, може не ги гледаме. И кога бев во Дубај, многу македонски старлети видов таму. На печалба? Да, и да ти кажем искрено, дали се не поздравав со нив. Само ќе ме видел далеко дека сум ја и вртат глава. Ке ги сликаш? Дека му редо е, се Немам камера, немам апарат. Знаеш, таму се во Дубај и дека на запад која одат, таму се стюардеси. Таму се бейбиситерки и таму се дома лажат дека се работат на брод. А уствари лепотиците работат во Дубај ескорт. Да, и тоа е многу платено. А неш македонки бе наши се убави жени, реално. Да. И сега едно, две, три ќе успе во животот, другите се враќаат дома. И отварат бутици. Па ќе ти кажам, ајде, нема да кажам ништо, ќе се воздржам. Сакам да начнеме една убава тема. Јас тебе те познам, кој што кажав и на почетокот, долги години се запознавме случајно на еден евент за заштита на животни. Одамна беше тоа. Одамна беше, што постоеше Ајден, а ти беше... А ја бев на врвот на славата тогаш. Ти беше на врвот на славата, ја мислев дека си толку дигнат што нема ни муаве да направиш и од тога сватив дека стварно си добар лик и не кријам дека не можам да не бидам добар ако сакам животни. Тоа сум завршил факултет. Имавме една кампања каде што се велеше соблечете се ви, облечете ги животните, тогаш беше енорно студено. И знам дека ти ги соблече сите познати ликови да се сликаат голи со животни. Против крзно. Имавме донаторски број на кои дониравме.
тука ја покажува според мене твојата големина на човек затоа што сака животни, сите кои сакаат животни кај мене барем имаат посебно место. Да. Знаеш како, јас целиот мој живот сум кажал и денес како кажам тоа дека повеќе ги сакам животните него луѓето. Значи мене луѓето ме повредувале животните, не цел живот чувам животни. Од риби, птици до кучиња, до мачки, до папагали. Ти го следам интернет Инстаграм профилот и гледам колку често си ги објавуваш и колку стварно вистински ги сакаш, на таа емоција не може човек да скрие. Јас на улица, например, никој не знае дека ги хранам. Купувам храна, им давам на уличните кучиња. Сум правил еден куп акции, па ќе го спомнеме Тоша Проеска за зоолошка. Дававме акции, човекот Бог да го прости, даде цел шлипер камион со месо. Сите пејачи донираат, тогаш правевме тие акции големи за правата на животните во зоолошка. Сум бил почетен председател на Сдружение за заштита на животни Пауноц, кој сега не постои, Срна сега не постои, и сам да кажам, цел живот сум некако врзан со нив. Сега, дома во Ново Лисиче живеам преку зимо, а лето живеам во Катланово. Во Катланово имам 3 мачки, а во станот некако не сакав да чувам ништо затоа што ме беше жал да ги цел да не сум дома. Не можеш да им го пружиш соодветното време. Станот, ама греота. Ама нешто ме влечеше и пред месец дена се купив птици, зебрасти зеби. Иначе сум станал експерт за кога студирав, експерт за ведење на птици, знаеш што е ведење, нели? Сум чувал зебрасти зеби, гулдена мадини, тигрици, канаринци, све и свашта, екзотични птици. Сигурно го знаеш Драган Чамилович? Да. Се надам дека човекот уште е жив сега, сигурно постар човек, од кај него се купува информација, знам дека е голем влюбеник на канаринци, екзотични од него научив многу за птиците, купував книги на англиски јазик, пак си ги преведував дома. Сам да кажам, љубовта Господ може не ми даде да работам со животни, ама работам со други животни, ушо бизнес. Бетер. Да, јас пишувам на книги и се надевам дека ќе ја завршам во брзо време, која има наслов колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе се ги сакам животните. И за некои ќе те направат фрик на ваков муавет, а стално велам... Ја прво мислев дека јас сум единствениот фрик за животни. Се најдовме повеќе, сме секта сме ние. Да, не има, разбираш. Беста Бейби исто многу. Да, Весна чува од Мелита Ракичевич, Хелена Роза, многу од пејачи чуваат дома Миленица. Може да направиме некоја акција некош, ако ти се расположени. Јас сум секогаш за животните и тука одма би ти го поставил прашањето дека нели сепак емисија е Скопје урбана приказка. Да. За жал бевме сведоци, уште сме сведоци на немили настани кога се во прашање животните во оваа наша метропола. На нашите скопски улици се пукаат бездомните кучиња. Не само кај нас и во цела Македонија, не се скоро во Струга. Во Струга што беше И јас тоа го ставив на Инстаграм затоа што во Турска, а баш ме е жал што им се случи тоа со земјотресот. Знаеш че колку кучиња трагачи од цел свет дојдоа да вадат човечки жртви. Меѓу кои македонските кучиња кои мора да пофалиме армијата на Македонија. Маđarска, нашата армија. Значи чекај, ако тоа животно дресирано или не дресирано, има осет да најде инстинкт да најде човек затрупан по 5 метра под земја, како можеш ти да го труеш и да го убиваш на улица? Јас едно гостување на Алфа, баш за оваа тема пред 3-4 дена кога беше актуелно. Абе Господ ке не казни. И велам, кучињата покажа и докажа. Се случи за жал, се случи ваков немилен настан каде што кучињата ни кажа не покажа нивната големина. Така е. А ние ги убиваме на улица. А зошто ги создал Господ животните? Зошто ги создал? Да не бидеме сами на оваа планета. Така. Колку Скопје како метропола се грижи според тебе за бездомните кучиња? Сега имаме ситуација. Мислам дека како сега што имаме улични кучиња, никогаш не било вака орман. Знаеш, ако кај мене во Ново Лисиче има една кучка, таа мислам дека има на увото мењушка. Да, мењушка, тоа значи дека е кастрирана, претпоставам дека е стерилизирана. И толку паметна што ме чека да искочам од кола, да испрека до зграда. И не само мене, сите мои комши, сите ја чуваме, ја тинтраме, и јас само се викам дали ќе преживее уште еден ден, да не отруе некој. Але толку паметна е бездомна и таа и да ја врзнеш, таа пак ќе остане пред зграда. Ама ти се ја чува таа територија, сум полагал знам испити и само да кажам, само чекам некој да ја фрли нешто. За толку мислам дека не им верувам на граѓани на Скопје. И јас сега да го кажувам тоа, мислам и се гордевам затоа што
верував многу во сегашно градоначалничката Нео Арсовска, дури ја напиша в програмата за се што е поврзано со И животните што во вика Скопје. господјата? На 64 страници имаше за работа на јавното предпријатие Лајка, кога го формираше една предходна гарнитура. Сметав дека е со погрешна програма. Веќе се сложи со мене програмата на Лајка е фати куче на улица, бездомно, тоа е стерилизира го и врати го на улица. Што постигнуваме ние Ништо. ако тоа куче повторно го врати? А на улица? мачките што ќе преместени? Повторно ќе напаѓа, повторно ќе биде Така мета на е. трујачи, мета Да. на монструми што ги И убиваат. јас знаеш што се нервирам. Намногу се нервирам и од кожа се вадам. Кога ќе прочитам наслов од моите колеги новинари, глутница кучиња ускаса до смрт жена, баба, дедо, дете. Како мене не ме нападнат ли еднаш куче? У мојот живот. Факт е дека напаѓаат. Да биде Чекај, искрен. застани. Има за тоа причина. Куче Човекот. не те напаѓа за џабе. Човекот е Значи, причина. камен ќе фрлиш, ќе му се свртиш, ќе му со повисок тон и они реагираат затоа што се посебно во зимно време во глутници појаженкиве се парат, нели? И тогаш се агресивни. Ама зашто мене никој не ме нападна? Еве ќе идеме сега и ти заедно од центар до Александар Палас, ниту едно куче нема да ме нападне. Ако и случајно дојде, нели, така агресивно, со убав збор, со полека, смири се, баб ќе застане. Тука ќе те прашам и за друштвото за заштита на животни. Јас во Сум бил, ама не им верувам. знам дека често пати не се ги одбил ниту за помош. Не сум ги И одбил, стално да. си активен во сите друштва, како Така е. јас. Целувам Ама како некако независни знаеш, активисти. Мислам дека народ веќе прекина да им верува ради политиката. Така е. Сите друштва Не можеш ти 16 у клучи сега ќе канцеларија кажам. да само да пишуваш извинете Анимал Бунди и ве почитувам нели стрелата работата, ама не можеш да само соопштение. И се пушти го во јавност и шо тоа. Јас сум Абе Зоки- направи акција. Да, јас сум Зоки лошиот затоа што ги нареков вие сте Facebook друженија. И што ти направи? Ме блокира. И се Значи, случува јако исти им коментари пишаме. кои што се случуваш и ти. Затоа што велам, дај не бидете Facebook дружение. Значи дајте да почнеме да го решиме проблемот со кучиња бездомни во Македонија веднаш за секојаш. Ние ако активистите не кренеме глас, Да. а без тоа да се продадеме за некоја политичка цел, него искрено што се ги сакаме животните, никој нема сам да гледа дека не им текнува на властиве да направат нешто. таков осет, немаме такви емисии. Ке ти кажем еден пример интересен, Милита Ракичевич. Она беше доајен на бизнисот за животни, односно имаше собствена емисија, некој ќе ја хейтаат, шоу. некој вака, така, ама жената си го направи своето во смисла вдомуваше во емисијата. Ние немаме емисија за милиници, не постои. Јас имав 2 сезони и ми ја прекина. Знам дека имаше 2 сезони да прекина. Досадна е таа за народот. Дај некоја шпанска Бесме серија. многу гледани, жал ми е што беше прекината од цел затоа што во последните емисии апелирав за нелегалните борби со кучиња и бев гласен кога кажав дека има во тие борби, во тие нелегални борби, што за мене се тоа кривично дело и некој треба да лежи затвор за Така е. оставување за кучиња, дека има вмешаност на политички врвови ништо на луѓе чудно. и Ништо бев чудно. гласен за тоа и одеднаш спонзорите на мојата емисија се престана. прекина. За жал. Тоа ни кажува каква култура имаме во Скопје. Верува во ова модерно Да. Скопје за кое велеше Данела дека ќе го направи, но не гледам дека нешто се Па добро, се може прави. господјата неќе животни, ама ајде замолиме вака културно преку радио. Јас ќе ја замолам. Никој не ја познам да направи нешто за тие бездомни животни, да направи нешто за зоолошка, да го врати Чомбе во сите си го сакаме кој директор во зоолошка, затоа што тој е наш да. скопски урбан лик. Ме заболе мене. Извинете, дали е некој ВМРО или СДС. Битно е да биде животните срекни. Тука ќе да чепнам за зоолошката градина. Го спомна претходниот директор од претходната гарнитура. Мислам дека од претходната гарнитура јас ќе кажам без перде дека можеби единствено таа гарнитура кој покаже и докаже дека нешто ако се сака се може. Па не само зоолошката и заживеа цел тогаш. негов тим. Еве, ако например не сакате политика во зоолошката, цврсто стојам за тоа. Ставете го Војо Иванов. Така. За мене најголемиот екологист, познавач на Познавач. животни во мојата животна кариера сум го запознал, тоа е Војо Иванов. Како што се Го знам пременува од бебе. политиката во спортот. И гледаме кај ден донес. Како што се пременува политиката Да. во уметност. Така сметам дека во последно време, не во последниве 10 години, политиката се внешува и во животните. Па така. И еве до кој Видите, дирижер зоолошка не- си не влече донесе. многу пари, ние имаме сега многу голем разработена е, сакам да кажам. Беше.
Беше тука ќе бидам критичар, не знам дали ќе се служи со мене. Баш тоа треба да ти кажувам пред малку, од зоолошка која беше најпосетувана институција, станавме зоолошка кланица на коњи. Да. И тука сакам да го чујам твоето мислење, верувам и дека гледачите и слушателите ги интересира. Па тогаш му сеев на директорот за изјава, разговаравме, човекот не знае што да ми каже. И јас се шокирав како може некој на 21 век во Скопска зоолошка да заколе толку коњи и на никого да око да не му трепне. Значи тоа е скандал за во затвор. Сега да беше недека на запад, се сега ги уапса. Некој ќе беше веќе задрешен. А не повторно да работи во зоолошка градина. Да, работи во зоолошка, па како не му е срам? И ја да сум, ке се дам одма отказ. Ало, луѓе направив грешка, не знае. Трагедијата доаѓа до таму што истиот човек доаѓа од замисли сектор од коњи. Значи он бил задолжен за неговата за коњите. Еве ја и ти сакаме кучиња, значи треба он тогаш ми кажа дека нешто како ми рече чекај од економски причини ги закло. Економски исплатливост, тоа му беше изјавата заради економска исплатливост и коње школи. Коњи изведнаш веќе се возбудува тука се криви вработените. Гледаш дека директорот ти колежи викнал колјачо, не ги колел сам, така викнал некој да ги заколе. Па ке сам во полиција, ке се јавно новинари, ке се јавиш мене. Вработените реагираа. Кога се јавија? Ама штетата веќе била направена. Ама ќе му се заканиш. Директоре не може така, овие се живи створења. Чекај ќе викнам полиција. Ама ќе се тепам ако треба со него. Кога последен пат Зоки бил во зоолошка градина? Па лани. Имаш ли желба после ова да појдеш пак? Баш такав да ги видам пингвините, имаше некој бебенце, мислам дека се роди и толку. Војо ќе го поздравиме во глобала сум, Војо се го поздравиме, по глобала сум човек што сака да ги не постоја зоолошки градини. Тоа ми е. Да, многу се борат за тоа, меѓутоа мора го прифатиме фактот дека сепак тие животни се родени генетски во заробеништво и не може да живеат во природни услови. Нели мечките што не живееа во зоолошка ги однесоа благодарение на тина некоја организација во Бугарија во резерват. Супер живеат. И што им фали, умрели од стрес. Да, ама Зоки за мечките има резерват. Например, ние немаме резерват за нески коњи, за жирафи. Ги вратиш во Африка. Да, ама на тоа некој треба да му текне. Отпушти го во Јас не ќе да ги гледам во заробеништво. Целта на ова што сакав да го добиам твоето мишљење води кон тоа дека се поставуваат луѓе кои апсолутно немаат допирна точка со животните на такви позиции и гледаме на кој дере жене не донесе. Ето го Војо. Значи Војо буквално знае мравка како се пари. Покажавме дека таму треба менаџер, човек кој ќе донесе финанси. Нека ме стават мене, ќе ми го вода маркетингот без пари. Сериозно. Така. Ставете некои луѓе што стварно сакаат животни. Зуки, доаѓаме кон крајот на нашата емисија, па сакам чисто да те прашам. Знам дека во моментов си трнат од шоу бизнисот, за жал, иако Ево ако со Стефан сака се враќам секој. Дај Боже да се вратиш. Мислам дека еве додека разговараме мене ми стигна еден поздрав кој мора да го пренесам. Тоа е од фудбалската школа Кул, во генерација 2009 која се наоѓа на турнир во Бугарија. Кога имат издвоено 2 победи кои во моментот се во карантин и не пратат, и вика ние сме цела екипа фанови на Зоки Фаци. Супер, фала ви. Ве молам да го поздравите и да му ги пренесете. Тоа се фудбалери? Тоа се фудбалерчи наши на 15 кажеме дека на времето Вајден најдобар фудбалер на сите времења, нели вика дека беше Дейвид Бекам. И јас го снимам во Скопје, му направив интервју на Бекам. Браво, ние значи утре навиваме, Зоки мора да навива за фудбалска школа Кул во Бугарија. 2 победи да идеме до финале. Да ги поздравиме се дека во моментот не пустете бидат гости. Да не бидат гости. Да, зашто не урбана наш скопски клуб, скопски деца, секогаш вратите на Лидер се отворени за такви работи. Што работи Зоки сега? Сега работам osmestyle.mk, тоа е мој сајт за убавина, за тачеви, такви работи. Си работам во Микаса. Микаса е хотел ресторан горе на Кале, каде што јас конечно 2,5 години 3 се го најдов својот мир. Микаса е едно прекрасно место каде што сме така вработените мултиетнички собрани. Имаме турци имаме готвачи од Истанбул од Турција, имаме роми, имаме албанци, имаме све. Така знаеш, имате дружба? И почитување, затоа треба политичариве да учат од нас. Значи, ние сме така едно убаво семејство на муслимани и христијани, нели? Каде што
се почитуваме. Јас дури почнав да го читам и Куранот, затоа што мојот газда Ферки е оџа и сакам да кажам дека секогаш кога некојаш имам у главата проблеми религиски, ќе го седнам, ќе му кажам Ферки, ај се раскажеме за ова и за ова и за она, и се правиме муабет. Сватив дека Библијата и Куранот се исти, само различни имиња имаат. И сега неудобно ми подари една бројаница, нели што е, како се вика сега, Поралица по нашки, по турски. Не знам, го знаев името, го заборев. Исто. Не ми текна. И се смеи со мене, вика сам, Ферки ми вика, носи, ама кога не е облачно. Викам, зашто? Да не те мамне гром, сака да каже. Толку сум грешен. Значи се работиш ко менеджер во Микаса? Да, тамо сум маркетинг, да. И имаме хотел од 15 зоби, имаме спа центар, преубаво место, горе сме на Кале. Јас сум бил 2-3 пати да се наоѓате на Скопско Кале. И сега ти е подарок од шеф Хаби под кујната. Ви благодарам убав многу. Микаса бургер. Покажеме на камерите. Со здраве сте го јадеш, ти го направиш специјално шеф Хаби. Гледаш, погоди, да, Гурман. Фала ти многу. Да, фала ви на вас, така да дојдете во Микаса. Сакам да ги поканеме сите наши слушатели да ја посетат Микаса, да посетат тебе. Посебна е убава на пролет, сега кога се, знаеш, го направивме паркот. Знам дека се грижиш за дворчето таму, дека грижиме аз да се имаме наш... 5 френдли место? Како? 5 френдли место? Да, нормално, па ние сме првично напишавме на Инстаграм Микаса е 5 френдли. И дори хотелот не доаѓаат странци со кучиња. Да, нормално. Имаме наш, како да го кажем, маскота, се вика Кардаш, тоа е куче, не знам го вида. Не, го немам. Си го чуваме, да, се вика Кардаш, он е голден ретривер. Кардаш е турски пријател. Да, голден ретривер, имаме 3-4 мачки, ни спијат у канцеларија. Браво. И само да кажам, Микаса е стварно у срцето на Скопје и тоа преска да бъде да ти кажам, ствари почела да ти кажам, кога доаѓаа странците во Микаса. Првиот контакт со македонци им е нели аеродромот, док е нас таксистот и ние. И сега ние како тим мултиетнички ги пречекуваме дали сум ја таму, дали се Келнериве, дали е Аледжан, дали е овој, дали е оној, сега нели сме ние домакините. И сега, на Booking добиваме чисти десетки од сите нив, затоа што им викаме такси прво. Им кажуваме кај е мајка Тереза, сите знаат за нејза. Александар the Велики, така, одиме Матка, одиме Охрид, одиме Чаршија. И луѓето се воодушевени и затоа сум пресеќен што на Booking добиваме чисти десетки за Микаса. Да, секој че за себе затоа што Скопје емисијава е Скопје урбана приказка. Микаса ние веднаш ќе прогласиме за едно урбано култно место каде што е во понова генерација, како што кажа, трае 2 години. Да, може трае уште многу долго. Знаеш, ако ние во Микаса работиме сите Скопјани да дури газдарицата Елма и газдата и ние работиме сите, кај нас нема комплексити си газда, јас сум маркетинг директор, ти си ова, не. Кога доаѓаат гости или вака, и општо македонците, од Скопје ние се понашаме баш како да е тоа нивни дом, затоа се вика Микаса. Има убава архитектура, интересна е, дури странците не прашуваат колку е стара Микаса, кој ти им кажеш дека 2 години паѓаат не се смислеле дека тоа времето на Александар Македонски, знаеш. Ги покануваме сите да се уверат во овие избори. Јас сум бил и сум воодушевен и сум ќе видам ваше поредовен частиме кафе, правиме кафе на турски начин? Да, како се вика што не на шпоред на оген. На гезве. Со гезве. Така. Со локумче. Да. Интересно е тоа што почнав да учам ромски, турски и албански во исто време. И сега се Турција интернационал. Да, сега Турција не знам македонски и ние не они се интересно е тоа колку знам зборови од сите тие јазици, ама е уведена реченица. Да збереш. Се например бачак се вика нож. И јас ќе кажам бачак на турски, па ќе кажам нешто на ромски, па на албански, тоа е реченица која дај ми еден нож, разбираш? Браво, па ќе кажам ти благодарам многу, честа беше моја што ти имав тука во урбана приказна, јас за мене ти си еден скопски урбан лик, без разлика за оние сите коментари кои стигаат за секого, за тебе, за мене, што да правиме, мора да живееме. Јас колку поише хейтери има, толку ние поише се напредуваме во нашите кариери и живееме, така да ти посакувам се најдобро, ти посакувам многу голем успех со Ајде правиме некоја акција за животните. Дај ми некој
тоа идеја. Радио Лидер, вратите и фреквенцијата се отворени. Супер. И јас како Стефан Ајде што ќе Кирков ми смислам ја у глава, пак ќе пиеме кафе во Микаса и ќе направиме планч. Супер, може. Така ти благодарам уште еднаш, овде би ја одјавил емисијата. Почитувани слушатели, јас ви благодарам што го се надевам дека го задржавме вашето внимание сите овие 60 минути и разговаравме со Зоран Василевски за овие теми. Значи, доки покажа низ муавет дека е еден урбан лик и навистина мислам дека си направивме многу убав муавет. Урбана приказка ќе постои. Ова е трета епизода, но ви најавувам уште долги, ќе траем уште долго, сакам да кажам, без разлика на тоа дали на некој му се допаѓа или не. Ќе бидеме јасни гласноговорници на сето она што се случува во град Скопје. Ќе ги пофалиме сите убави работи кои се случуваат, но ќе бидеме јавни и остри критичари на сите оние работи кои не се убави, кои што ги напоменавме со мојот гостин. Ви поздравив тука од студиото на Радио Лидер. Мора се заблагодарам на менеджментот на Радио Лидер што не овозможи да бидеме со вас. И како што налага законот, морам да кажам дека уредник на Скопје урбана приказна сум јас, Стефан Кирков. Главен и одговорен уредник на радиото е Љупче Затев, а техничката реализација се момците позади нас кои вие не ги гледате, но ја ги поздравувам од тука, Димитар Митровски и Јордан Чусевски. Почитувани слушатели, толку од Скопје урбана приказна за овој четврток, следниот четврток во исто време на исто место на Радио Лидер.